Добре дојдовте во урбаните вести. Денеска се навршуваа точно 2 години од катастрофалната поплава која го погоди Стајковци и околните села, во која животот го загубија 22 лица, а многу домови и автомобили беа уништени. Прва Скопска во знак на сеќавање на овој ден направи ретроспектива на случувањата после поплавата, која ќе ја погледнете подоцна во вестите. А сега следува кусиот преглед од насловите за денеска. Децата над 7 годишна возраст да плаќаат билет во автобусите, велат од ЈСП. Нови 5 километри велосипедски патеки од проектот Скопје-Велоград. Сеќавање на поплавата во Стајковци на 6 август 2016 година. Ретроспектива на Прва Скопска. Уредени 12.000 метри квадратни зеленило во Скопје. Саем за воннаставни програми и активности за деца и млади, после часови, на 1 и 2 септември. ЈСП Скопје не нуди можност за воведување детски билет во тарифникот на цени и услуги, а за деца над 7 годишна возраст наплаќа билет како за сите останати возрастни патници. Покрај популарните билети за едно возење, од предпријатието ги потсетуваат патниците да ги користат и дневните и временските билети во време трајање од 90 минути за 60 денари. Јавниот транспорт во Скопје веќе подолг период е актуелна тема помеѓу граѓаните кои секојдневно, но и повремено го користат, откако дел од нив се навикнаа на новиот електронски начин на плаќање со Моја Скопска. Неодамна се појави проблем со продажбата на картички и можноста за надополнување, откако ЈСП го раскина договорот со фирмата задолжена за овие услуги. А граѓаните се тие кои што се принудени секогаш да се навикнуваат на измените кои им се сервираат. Во моментов, Моја Скопска може да се надополни на 32 билетари и 81 продавница и маркети на разни локации во Скопје. Од ЈСП најавуваат и модернизирање на мрежата со креирање на веб апликација за надополнување на кредитот на картичките за возење. Цената на билетот изнесува 35 денари или 25 денари доколку се одлучите да купите билет за 10 возења, но со ограничен рок на траење од 15 дена од првиот ден кога сте ја вчитале картичката во автобусот. Патниците имаат можност да го користат и временскиот билет за цена од 60 денари во време траење од 90 минути, но само во еден правец, што значи дека ако тргнете од аеродром со автобус број 5, можете да го промените автобусот само во правец кон Ѓорче Петров, но не и да стигнете до центар и пак да се вратите назад до аеродром. Покрај временскиот, ЈСП го нуди и дневниот билет, кој чини 120 денари и нема ограничување на бројот на возење, но само до 24 часот. Ноќните линии имаат посебен тарифник. За разлика од многу европски метрополи, во Скопје не постои детски билет за возење во автобус. Возењето за деца до 7 годишна возраст е бесплатно, а поголемите треба да си плаќаат редовен билет како и останатите патници, велат од ЈСП. Предпријатието нуди можност за бесплатен превоз за учениците, чии што училишта се оддалечени 2 километри и повеќе од местото на живење. И покрај релативно ниската цена на билетите за автобуски превоз, голем дел од граѓаните сепак одлучуваат да користат автомобил наместо автобус. Како причина го посочуваат комодитетот и заштедата на време, не обрнувајќи внимание на зачувувањето на животната средина. И додека во Скопје се нуди единствено јавен автобуски превоз, во метрополите од соседството се нуди можност за комбиниран превоз од трамвај, метро и автобус, вклучен во една цена. Колку за споредба, во Белград билет за едно возење во време траење од 90 минути со градскиот превоз чини од 1,3 евра за прва и втора зона до 3,4 евра за сите 4 зони. Загреб користи временски систем за наплата во градскиот превоз, па така цената се движи од 0,55 евра за еден билет во време траење од половина час до 1,35 евра за билет во време траење од 90 минути. Билет за едно возење во време траење од 90 минути со јавниот транспорт во Атина ќе ве чини 1,40 евра, но нуди и повеќе различни видови на карти и можност за купување. Додека градскиот превоз во Софија е поделен на метро и автобуски, каде влегуваат и трамвајот и тролејбусот.
Потребни се различни карти за двете, но цената за едно возење е иста и чини 0,80 евра. Талин, главниот град на Естонија, од 2013 година нуди бесплатен јавен транспорт за сите регистрирани жители. Тамошните градски власти за оваа одлука претходно организираа референдум на кој граѓаните со 75% избраа бесплатен јавен транспорт. Нови 5 километри велосипедски патеки треба да се изградат како дел од проектот Скопје-Велоград. Проект кој беше презентиран во јуни 2015 година, со кој треба да се оформат 4 главни велосипедски рути и 7 конектори, кои целиот град треба да го поврзат со велосипедски патеки. Во оваа 2018 година во буџетот на град Скопје за изградба и реконструкција на велосипедски патеки се предвидени 30 милиони динари. Град Скопје во јуни 2015 година го презентираше проектот Скопје-Велоград, со кој во градот треба да се оформат 4 главни велосипедски рути кои ќе се протегаат во насока исток-запад и 7 конектори кои ќе се протегаат во насока север-југ. И тоа рута 1 Газипаба центар Карпош, рута 2 Аеродром центар Карпош Ѓорче Петров, рута 3 Киселавода центар Карпош и рута 4 Бутал Чаир центар. Со цел креирање одржлива урбана мобилност, градот Скопје забрзано работи на изградба на нови и реконструкција на веќе постојните велосипедски патеки. Изградбата на модерна велосипедска инфраструктура со цел подобрување на условите за користење на велосипедот како превозно средство е еден од најголемите приоритети на градот. Истакнуваат од град Скопје и информираат дека се започнати или треба да започнат градежни работи на велосипедски и пешачки патеки со вкупна должина од над 5 километри. Нови патеки ќе добие булеварот Борис Трајковски, од крстосницата кај булевар Крушевска република, кај Тутунски комбинат, до поранешна фабрика стаклара, во вкупна должина од 3132 метри. На улицата 11 октомври, од крстосницата кај булевар Крушевска република до Кочо Рацин, во должина од 666 метри. Потоа на булеварот Крсте Петков Мисирков, од крстосницата со Кузман Јосифовски Питу до клучката на Бит Пазар, во должина од 1142 метри. И улицата Буталска од крстосницата со улицата Душко Поповеќ во должина од 310 метри. Паралелно со овие велосипедски патеки, екипите на јавното предпријатие Улици и патишта работат на реконструкција на велосипедските патеки на булевар 8 септември, од крстосницата со булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов до крстосницата со улицата Скупи. Град Скопје информира дека на плоштадот Македонија е поставено уште едно паркиралиште за велосипеди во облик на шиша од Кока-кола, каде може да се паркираат 24 велосипеди. Ова е една од трите паркиралишта за велосипеди што Пивара АД Скопје ги доделува на градот Скопје. Преостанатите паркиралишта ќе бидат поставени на булеварот Кузман Јосифовски Питу, во близина на зградата на Народна банка на Република Македонија, како и на булевар Јане Сандански кај трговскиот центар Капитал. Градот Скопје ги продолжува своите активности и заложби да прерасне во велосипедска метропола. Во оваа 2018 година, во буџетот на град Скопје за изградба и реконструкција на велосипедски патеки се предвидени 30 милиони динари. Ново зеленило на 12.000 метри квадратни е уредено на 4 локации низ град Скопје. Ново зеленило има на булеварот Свети Климент Охридски, на улицата Лазар Личиновски, меѓу улиците Втора Македонска бригада и Лазо Трповски и на булеварот Крсте Мисирков. Екипи на град Скопје и на јавното предпријатие Паркови и зеленило подигнаа и уредија 4 зелени површини во главниот град. На булеварот Свети Климент Охридски, пред зградата со број 54, е уреден зелен плоштад на површина од 800 метри квадратни. Поставена е хидрантска мрежа од 150 метри, 4 шахти, 3 хидранти и 12 прскалки. Зелен плоштад е уреден и на улицата Лазар Личиновски под Кале, на површина од 819 метри квадратни. Поставени се хидрантска мрежа од 20 метри, 7 шахти, 4 хидранти и 17 прскалки. Уредено е и зеленило од 5684 метри квадратни меѓу улиците Втора Македонска бригада и Лазо Трповски. На оваа зелена површина е поставена хидрантска мрежа од 450 метри, 11 шахти, 8 хидранти и 74 прскалки.
Јавна зелена површина е уредена и на булеварот Крсте Мисирков до Младинскиот културен центар. На оваа локација на површина од 4585 метри квадратни е поставена хидрантска мрежа од 100 метри, 7 шахти, 5 хидранти и 47 прскалки. 6 август 2016 година. Топол летен ден кој кон крајот од денот животот на многу граѓани од Стајковци и околината им го претвори во пекол. Рекордни речиси 100 литри на метар квадратен дожд за 24 часа беа кобни за овој дел од градот кој беше целосно поплавен. Уништени домови, автомобили, улици, но најтрагично е што животот го загубеа 22 лица. Прва Скопска направи ретроспектива на случувањата во овој период, во знак на сеќавање на поплавата во Стајковци и околината. Расфрлани автомобили, раскопани улици и сфрлена покутнина, но и голема количина вода, беше сликата како последица од поплавата што точно пред 2 години ги зафати Стајковци, Сингелиц, Срешево и околните села во општина Газибаба. Во знак на сеќавање на страшните последици од невремето, Прва Скопска направи ретроспектива на активностите во поплавените делови. Во невремето кое се случи на 6 август 2016 година, најпогодени беа Сингелиц, Стајковци, Црешево и Рачиново, но поплави претрпели Инџиково и Брњарци во општина Газибаба. Животот го загубија 22 лица, а голем број беа повредени. Причината беше огромна материјална штета. Дворовите и домовите на семејствата во најкритичните подрачја беа полни со вода, немаа струја, храна и вода, поради што надлежните институции во соработка со војската и полицијата се координираа и беа постојано на терен за санирање на состојбата. Од поројните дождови, прекинат беше и делот на Скопската обиколница преку клучката Стајковци Црешево. Наместо по асфалт, на делот патот се водеше по наноси земја. Неколку дена поред после поплавата, сликата на терен беше страотна. Раскопани улици и вода по улиците од Сингелиц кон Стајковци. Колона возила кои бавно се движат. Граѓаните веднаш започнаа да изфрлаат уништената покутнина од своите домови, а истурканите и превртени автомобили можеа да се забележат и неколку дена после поплавата. Граѓани од сите страни на Република Македонија се вклучуваа како доброволци во акциите за справување со последиците од обилните врнежи и катастрофалното невреме што ја зафати оваа локална самоуправа. Помош пристигнуваше од сите страни, како во прехранбени производи и средства за хигиена, така и парична помош. Исто така беше активиран и механизмот на Европската Унија за цивилна заштита. Центарот за координација за одговор при катастрофи на комисијата ја координира помошта преку механизмот на Европската Унија за цивилна заштита, за да ја помогне на Република Македонија. Покрај испраќањето експерти, комисијата исто така ги снабдува службите кои дејствуваат во погодените подрачја со слики од сателитот Коперник. Во соопштението се посочуваше дека на 6 август големи поплави ја погодија Македонија. 93 сантиметри дожд наврна во Скопје за време на бурата, повеќе од просечното ниво на врнежи за цел месец август. Речиси по 10 дена, иако се уште алармантна, состојбата полека почна да се стабилизира. Улиците се исчистени и проодни, меѓутоа истите се користат само за движење на механизацијата и моторните возила ангажирани во отстранување на последиците од поплавите. Исто така во функција беше ставен и тактичко-оперативниот центар на армијата на Република Македонија, кој воедно беше координативен центар за сите активности за ангажирање на потребните средства и персонал во санирањето на последиците од поплавите. Армијата на Република Македонија е вклучена во справување со оваа елементарна непогода од самиот почеток. Од почетокот имавме ангажирано тимови за излекување и тимови за претражување, бидејќи на почетокот тоа беше и најнеопходно, додека веднаш во неделата отпочнавме и со расчистување на дворовите и куќите каде што се ги изгубија живеалиштата фактички погодените жители од овој реон. Ангажирањето на Република Македонија и на нејзините припадници се менуваше од почетокот од неколку групи, сега доаѓаме до некоја бројка од неколку стотици и се ангажирани на сите оние подршаја каде што има најголема потреба.
во Стајковци, во Смилковци, во Сингелич, во Ченто, во Камник, значи секаде онаму каде што се оцени дека е тоа најпотребно. Во моментот во суштина во секоја улица може да се движи механизација, меѓутоа со контрола. За таа цел ние од страна на воената полиција во координација со МВР од вчерашниот ден отпочнавме исто така регулирање на сообраќајот, при што се усмеруваат и населението и останатите цивилни моторни возила да отстапат пат на оние инженериски машини каде што тоа е најпотребно да бидат упатени. Стигна и конвојот од КФОР, кој врз основа на понудената помош од командантот на КФОР и од страна на началникот на генерал штабот на Армијата на Република Македонија генерал подполковник Методија Величковски беше прифатена и беше укажано каков вид на помош ни е потребна, така да во овој момент и инженерски машини ќе најдат свое место и ќе почнат од овој момент да делуваат. Екипата на Прва Скопска постојано беше на терен во поплавените подрачја. Сликата на терен се менуваше од ден на ден, благодарение на големиот број волонтери, но и припадници на АРМА. Шестиот ден од поплавите, водата од куќите и дворовите беше испумпана, а и улиците беа скоро суви. Жителите на Стајковци, и мажи и жени, рамо до рамо со војниците и волонтерите работеа на расчистување на куќите и дворовите. Но сепак, имаа потреба од дополнителна помош во обезбедување на средства за дезинфекција, ракавици и гумени чизми. Храна и вода имаме, додаваа неколкумина жители на Стајковци кои си ја раскажаа маката пред нашата камера. Да помагаме, наше све однесено на цела телевизија, 27 улица само не врти, нема што повеќе да кажам. Све е искажано. Ви помагаат ли? Помага војската, син ми таму е вработен. Доаѓа Господ здрави неки ми даде, други никој молам, 5 дена количка нема. Еве сега ми дадоа. Што друго ви е потребно? Па чизми, ракавици, тоа е сега најпотребно. Санитарија, леп не ни се ни јаде. Тоа Има ли доволна количина прехранбени продукти ви дадат? Па даваат конзерви, такви работи, тоа е. Како се справивте со поплавите? Дали веќе се расчисти? Катастрофа, и още има да се чисти, се е уништено. Доаѓаат ли волонтери, ви помагаат ли? Има, доваѓат, пратија, екипа има и ни помагаа, и благодарни сме доста. Само дезинфекција за комарци и да се чисти, мислам, хигиена, као дезинфекција да се направи. Само тоа треба да пуштите, иначе готово нека колера ќе добиеме. Да почне како да мириси. Али осеќате? Се чувствува, да. Вашиот дом поплавен беше? Како не, првиот спрат. Јас чекам да ми донесат да чиста тоа, за дезинфекција да направи. Јас сакам со варама, не може со вар. Вика, не, вика, има комисија, ќе дојде да... А имаше ли, ви помагаа ли доброволци? Дојде од затвор еден ден малце ми помогна, Аллах име, да видите кај мене колку ми извадил, ѓубрет се чудите. А процените ли на штета дојдоа, вие процените? Не дојде. Треба да дојдат, они да се видат што како. Во населените места Стајковци и Сингелик се забележуваше значително зголемена фреквенција на луѓе од сите градови на Македонија. Дојдени сме 40 луѓе тука, трета ден е ова, доаѓаме на да испомош, што треба да се помогне на луѓето тука. Секој ден сме активирани, значи работиме, кај ќе дадат распоред, секој ден сме на различни позиции, различни куќи. Има ли многу според вас оштетено? Па Многу, значи овој дел тука, тој долни дел малку е, така, а ова тука е страшно, страшно. Според ваша проценка вака и уште многу ли ќе останете да работите? Тоа не знаеме уште колку ќе имам потреба уште толку. У неделата, уствари, прв ден дојдовне, саниравне сами, калта и сврлене муљото од собите, материјала што имаше по куќнина цела и така. Денеска земавме одмор да помогнеме. Ова ми е сестра. Каква беше штетата? Голема ли беше? Голема е штетата 100%. Уништено е, значи 100%. А што е со средства за чистење, дали ви даваат, дали има недостиг? Сами ја си зимаме с лопати од дома, си носиме копати што треба. Самите. Во текот на 24 часа на 6 август 2016 година во Скопје наврнале 92,9 литри на метар квадратен, а во текот на првите 2 часа од почетокот на невремето имало повеќе од 800 громови. Рекордниот интензитет на невремето што ја зафати Скопската котлина е со веројатност на појавување од 0,1% или еднаш во 1000 години.
Вака управата за хидрометролошки работи го објасни тогашното невреме што ја погоди Скопската котлина. Околу 70 уметнички дела донирани од страна на македонските уметници во рамки на иницијативата Донирај уметност ќе бидат донирани на Атина во знак на солидарност по пожарот кој го зафати овој град. Превозот на уметничките дела ќе го организира градот Скопје. Град Скопје ќе го организира превозот на донираните уметнички дела кои се собрани во рамки на хуманитарната акција Донирај уметност во знак на солидарност по пожарот кој минатиот месец ја зафати Атина. Акцијата ќе се реализира откако град Скопје ќе воспостави контакт со надлежна институција од Атина, која ќе ја прими донацијата. Иницијативата Донирај уметност на социјалната мрежа Facebook ја почна графичкиот дизајнер и активист Зоран Кардула со цел да се собере колекција која град Скопје ќе ја донира на градот Атина. Македонските уметници донираа околу 70 своји уметнички дела, графики, маслана платна, акварели, цртежи, неколку скулптури, дигитални илустрации, а најмногу има фотографии. Во Музеот за современа уметност има токму таква донација на уметнички дела кои Скопје има добиено од страна на Грција по катастрофалниот земјотрес од 1963 година. Жителите од населбата Лисиче од денеска ќе може да го селектираат пластичниот отпад во кеси за тврда пластика и пет амбалажа, а пластичниот отпад ќе се собира во одреден ден во неделата од домовите од страна на неформалните собирачи кои ќе имаат видлива идентификација. Целта на оваа акција е да се тестира систем за услуга за собирање отпад од врата на врата и да се организира собирањето отпад. Општина Аеродром од денеска почнува акција за собирање на пластиката од домовите во населбата Лисиче, во соработка со Сдруженијето Go Green и Ромски бизнис информативен центар, а со подршка на град Скопје. Акцијата вклучува 400 домаќинства во населбата Лисиче, на кои ќе им бидат доделени 2 кеси за да ја селектираат својата пластика. Кесите ќе бидат доделени од страна на представници на Сдруженијата, кои ќе ги запознаат граѓаните со идејата на проектот и ќе им се понуди соработка. Во едната кеса ќе се користи за тврда пластика, амбалажен отпад од јогурт, шампон, детергент, лименки, а другата кеса за пет амбалажа, пластични шишиња за вода, сок, пиво, зејтин и оцет, односно сите оние амбалажи кои имаат знак триаголник за рециклирање. Кесите ќе се подигнуваат во одреден ден од неделата од страна на неформалните собирачи на отпад. Неформалните собирачи на отпад ќе имаат видлива идентификација. Целта на оваа акција е да се тестира системот за услуга за собирање отпад од врата на врата и да се организира собирањето отпад на формален начин за интеграција на неформалните собирачи на отпад. Резултати кои се очекуваат со реализацијата на оваа акција се намалена отпадна депонии, намалено аерозагадување, заштита на животната средина и социјална и економска инклузија на неформалните собирачи на отпад. Подетални информации околу акцијата граѓаните може да добијат на телефонските броеви 071 715 192 и 078 307 716. На 1 и 2 септември во спортскиот центар Форца за прв пат ќе се одржи саем за воннаставни програми и активности за деца. Саемот, насловен "После часови", ќе има возможи на родителите да се информираат за повеќе од 50 програми кои се нудат за да ги запишат своите деца на некаква активност. Првиот саем за воннаставни програми и активности за деца и млади "После часови" ќе се одржи на 1 и 2 септември од 10 до 19 часот во спортскиот центар Форца во Скопје. Саемот ќе опфаќа уметност, спорт, музика, танц, ликовна уметност, пеење, едукативни центри и програми, изучување на странски јазици, училишен прибор и реквизити. Саемот ќе биде бесплатен и отворен за сите посетители. Младите родители пред почетокот на учебната година ќе имаат можност да се информираат за повеќе од 50 програми кои се нудат, да одберат и на лице место да ги запишат своите деца по промотивни цени со големи попусти. Родителите и децата во живо ќе може да ги погледнат реквизитите за спорт, танц, да пробаат демонстрација од секоја област.
Македонските граѓани кои имаат македонска возачка дозвола, додека престојуваат на територија на Германија, нема да имаат потреба од меѓународна дозвола. А македонските државјани кои имаат регулирано престој на германска територија, наскоро на нивно барање ќе можат да извршат замена на возачките дозволи, а не повторно да полагаат, како што е досега, и што би ги чинело околу 1500 евра. Ова ќе го овозможи заедничката декларација која наскоро ќе биде подпишана. Македонските државјани кои се на привремена работа во Германија и оние кои планираат да продолжат да живеат во оваа земја се во исчекување на конечно стапување во сила на мерката која договараат двете влади за взаемно признавање на возачките дозволи, анализира МИА. Од Македонското министерство за внатрешни работи за МИА вело дека договорот треба да биде подпишан наскоро и јавноста ќе биде соодветно известена за конечниот термин за подпишување на заедничката декларација за признавање на возачките дозволи, откако двете страни ќе го договорат терминот. Со стапување во сила на декларацијата, македонските граѓани кои имаат македонска возачка дозвола, додека престојуваат на територија на Германија, нема да имаат потреба од меѓународна дозвола. А македонските државјани кои имаат регулирано престој на германска територија, наскоро на нивно барање ќе можат да извршат замена на возачките дозволи. Ќе бидат признаени возачките дозволи на сите полнолетни лица со важечки дозволи. Единствен услов за македонските граѓани е да имаат законски престој на германска територија најмалку 185 дена во годината. Откако декларацијата ќе биде подпишана, македонските државјани во Германија повеќе нема да имаат потреба да полагаат теоретски и практичен тест, нема да има потреба да посетуваат преглед за вид. Македонските државјани во Германија во моментов со македонска возачка дозвола смеат да возат само во првите 6 месеци од пристигнувањето. Потоа треба да полагаат за возачка дозвола, а цената е околу 1500 евра. Македонија досега има реципрочно признавање и замена на возачки дозволи врз основа на подпишан билатерален договор со Италија, Шпанија, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Грција пак една од најпосетуваните дестинации од страна на македонските државјани, особено во летната сезона, не врши замена на странска возачка дозвола со Грчка и за носителите на македонска возачка дозвола е потребна меѓународна возачка дозвола. Сончево и топло време со температури до 37 степени и висок УВ индекс, најавуваат синоптичарите до крајот на неделава. Во наредните денови, според управата за хидрометеоролошки работи, е можна и мала до умерена локална облачност. В четврток ќе има услови за локален краткотраен дожд и појава на грмежи. Во Скопје, времето утре ќе биде претежно сончево со температура до 34 степени. Слично време ќе имаме и в среда, четврток и петок со температура до 35 степени. И уште една информација за крајот на вестите. Бензинот Евросупер 95 од полноќ поскапува за половина денар, додека малопродажната цена на Евросупер 98, на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство останува непроменета. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер 95 ќе изнесува 71,5 денари за литар. Цената на Евросупер БС 98 останува 73 денари, а на евродизелот 62,5 денари за литар. Тука е крајот на вестите. Ви благодариме што бевте заедно со нас, а повеќе информации може да најдете на нашата веб страна и на Facebook фан страната. Пријатно!